Колеги, членот 90 од деловникот и ставот 4 вели да го зачуваме достоинството, но не само од оваа страна, туку и од другата страна. Кога зборуваме нешто, не може да си толкуваме еднаш како ни одговара, а после тоа како не ни одговара. Господине Коле, презимето ви е тешко, немојте да ми дофрлате и бидете достоинствен на деловникот и почитувајте го истиот. Денес, колеги, темата ни е дека денес поминаа 15% зголемувања на платите на јавната администрација. Денес тема треба да ни биде како 11% да ја зголемиме платата на службите во собранието, а не да зборуваме за тоа дали има амандман во амандманската расправа кој не постои. Тој амандман не постои. Не е во амандманската расправа предмет на анализа. И тоа е лага од ваша страна. Па може сега да ме погледнете во очи барем додека ви го зборувам ова, а не да наведнувате глави. Да, ова е процедурална забелешка. Јас ви кажав, заради тоа што изнесувате лаги овде. И со такви лаги треба да престанете да се користите. Затоа што таков амандман нема во собраниска процедура, во амандманска расправа. Има амандман како што е овој. Погледнете го 189-тиот амандман. Ова е факт, ова е точност. Ова е точност дека вие имате поднесено амандман со кој предлагате да се обезбедат средства за исплата на субвенциониран студентски оброк. Што кажува ова, колеги? Истите тие што се подпишаа на предлог законот за студентите, истите тие што си го повлекоа законот за студентите, сега истите бараат, бидејќи буџетот е направен со помалку средства, сега бараат зголемување на средствата. Зошто? Дали е тоа вистина или лага? Ова е на вистина многу несериозно од вас. И ова е уште е во служба. Ова не е повлечено. Што кажува? Ја кажува вашата лицемерност. Бидејќи го направивте буџетот со помалку средства за студентите и поднесувате сега амандман со кој барате да се зголемуваат средствата за студентите. А зошто го направивте тоа? Заради тоа што сте несериозни. Колеги, лаги и шпекулации не се потребни. Лага и шпекулација беше, колешке, вашата дискусија за амандманот, бидејќи тој не влезе во амандманска расправа. Вие закон повлековте. Вие овде со филџани не гаѓавте. Вие овде не почитувате деловник. И тоа треба еднаш да престане. Јас со најдобра намера ви кажувам, навлезени сте во лавиринт во кој не треба да влегувате. Да го почитуваме достоинството на собраниево, ве замолувам, заради тоа што имаме сега да разговараме за буџет кој не е исправен. Погледнете на страна 18, вчера ви го зборував тоа. Како се планирани приходите, даноците и сите оние реформи и сите оние работи кои вас, колеги, вас ве демантираше вашиот трајно неспособен председател кој го имате.